Познавајќи структурата и поставеноста на казнено-поправниот дом Идризово, посебно затворениот дел, каде што во одреден период на одредени групации, односно осудени лица, биле оставени на располагање во делот кај што биле просториите за сместување на јаглен, пошто порано беше парното грејање на јаглен и на дрва, да одредени осудени лица прават простори како за престој во текот на шетња, кое што од искуството трае 2 часа дневно на воздухот, веројатно им дало идеја и простор и можност, локацијски поставено како што е во тој дел во зидот натре, да неприметно изведуваат можеби такви работи. Меѓутоа, несомнено дека моето искуство говори дека за да се влезе во таква, како би рекол, тунел или цевка во должина од 40 метри треба време, повеќе од 2 часа, што отворено остава сомнеш дека одредени осудени лица биле подолго време надвор од зградата, колку што им е дозволено согласно законот, така да простор за сомневање има за пропусти во теконото функционирање и работење на самата установа, меѓутоа очекувам дека истрагата ќе даде подетални речи го изгледи за тоа кој би можел тоа да го прави, дали има инволвираност на вработени од затворот. Познавачите на затворскиот систем знаат дека во тој дел тамо нема движење воопшто, освен осудениците кои што се движат. Многу малку е покриеност со затворска полиција, затоа што во 2012 година беше завршен зидот нов околу периметрот, значи, на затвореното оделение. Ова е само останато кај главната капија. Да нема и таму нема караула, каде што има постојано затворски полицајец за да го надгледува тој дел на затворот. А слабата екипираност веројатно укажува дека не секогаш во секое време има затворски полицајец во тој реон.